Вие сте со централните вести на Канал 5. Добар ден. Почнуваме со насловите. Пожарите на Жеден и на Китка го обвија Скопје во чад и остра миризба. Главниот град на врвот на најзагадени во светот. Се осеќа дека непријатна миризба на чад. Навечер. Смета вас на движењето? Нормално дека смета. Се води битка на неколку фронтови. Пожарникарите даваат се од себе, но исцрпени се бидејќи со денови немаат одмореност. Артан Груби седна на обвинителна клупа. Обвинителството со над 200 материјални докази ќе докажува вина за него и уште 7 мина за случајот државна лотарија. Дизелот ја проби психолошката граница од 100 денари за литар. Бензините поскапуваат за денари половина. Нови 7 мина пациенти на инфективна. Клековски вели има знаци дека епидемијата стагнира. Дел од градоначалниците ги празнат фонтаните. И затварањето на фонтаните за пиење на вода не е лесна одлука. Филипче е подготвен за избори уште утре, но не и да биде алиби за предвремени избори на Мицкоски. Може да распише избори кога сака. Зошто му е се да сама сега? ВМРО ДПМН е возвраќа. Филипче бега од изборен дебакл. Пожарите во околината на Скопје го обвија главниот град во густ чад и непријатна миризба. Скопје попладнево се искачи на самиот врв по загаденост во светот. Афродита Рамос повторно имаме во живо вестите. Афродита, екипата на Канал 5 во претходното издание се јави од Скопско-Зелениково, каде што гори на Китка. А сега сте на Водно. Пајде да чуеме како изгледа главниот град доцна попладнево. Дали ситуацијата е смирена? Борче, екипата на Канал 5 се наоѓа на Водно, од каде што нашата камера може да забележи значително подобрена видливост на Скопје во овие доцни попладневни часови, за разлика од онаа слика што беше присутна ова рано попладне, каде што густ чад и лоша непријатна миризба ги исполнија градските улици, но сепак, иако видливоста е подобрена како што можете да забележите, според меѓународните податоци, за жал Скопје од 10-тото место сега е на неславното второ место во светот по загаденост. Како што појаснуваат од Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи, како резултат на два активни пожари кои под дејство на ветрот чадот го исполнил градот, се работи за два пожари, еден од нив е на планината Китка, другиот е на планината Жеден. Ние исто така се упативме и кон две скопски општини, ги прашавме граѓаните кога го почувствува овој непријатен мирис на чад и непријатна миризба. Тие ни одговорија дека сепак лошата миризба се чувствувала уште порано, но подетално околу тоа дали можеби некој од нив планира да носи и маски, да слушнеме од тоа што тие всушност ни одговорија. Ја живеам тука во Карпош, така да кога искочив денеска од дома се осеќа дека непријатна миризба на чад. Од утрината, во текот на целиот ден? Па мислам дека околу после пладне така нешто. Планирате да ставите маска? Па сега за сега не. Навечер. Навечер? Навечер. Смета вас на движењето? Нормално дека смета. Па има, да, на мирис. А смета движењето имате? Па смета помал се нормално. Не чувствувам некој проблем со дишењето, меѓутоа миризбата. Чувате ли чало? Се чувствува, да. Да, против пожарните екипи се на терен, тие се справуваат со пламените јазици, но подетално за тоа како тече борбата со огно, да го слушнеме директно директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангелов. Мирисот на чад кој што се чувствува во некои делови од Скопје доаѓа од пожарот кој што се одвива на планината Жеден, некаде во атарот на село Бојане, пожар кој што од тетовска страна сега полека се префрла кон скопска страна. Пожарот моментално се одвива на тешко пристапен терен на планината Жеден. На негово гасење работат пожарникарите од Тетово како поддршка на скопските пожарникари. Очекувам во попладневните часови да биде воспоставена контрола врз овој тежок за гасење пожар. Пожарникарите даваат се од себе, но исцрпени се бидејќи со денови немаат одмореност.
Да, Борче, не знам дали се слушаме. Да, Афродита, повели. Да, бидејќи имаме технички проблеми со конекцијата, само накратко да се одјавам од оние информации кои сега се последни од Центарот за управување со кризи, тоа е дека на територијата на државава има 5 активни пожари, освен оние во општините Студеничани и Зелениково каде што гори шума. Шума гори и во општина Сарај, село Бојане, а ниска вегетација гори во општините Македонски Брод и Илинден. Тоа се за сега последните информации од терен околу пожарите. Афродита, ти благодарам за сите детали. Гостиварско Дебреше, на пеколни температури и натаму без вода. Најавуваат блокади на патиштата. 5 месеци капка, значи воопшто капка не е падната од чешма. Артан Груби седна на обвинителна клупа во кривичниот суд за случајот лотарија. Обвинителството со над 200 материјални и вербални докази ќе докажува вина за поранешниот прв вице-премиер и за уште 7 мина кои се товарат за злоупотреби на службената положба, дека со пречекорување на овластувањата причиниле штета од над 8 милиони евра. Михајло Видимлиски има повеќе. Поранешниот прв вице-премиер Артан Груби седна на обвинителна клупа откако против него и 7 други лица беше поднесено обвинение за злоупотреби при набавка во државна лотарија. По 6 месеци во домашен притвор, утринава беше спроведен во Скопскиот кривичен суд. Но наместо низ главниот влез на судската зграда, каде вообичаено ги спроведуваат обвинетите кои се со мерка домашен притвор, со полициско возило Груби беше спроведен преку гаражите на судот. Во истрагата за случајот беше осомничен за проневера во службата, но обвинителството го преквалификува делото во злоупотреба на службената положба и овластување, за кое е предвидена поблага казна, односно од 1 до 5 години затвор. Вториот обвинет, кој имал реално влијание во раководењето на АД Државна лотарија, во својство на одговорно лице председавал со седница на влада на Република Македонија, во својство на собрание на Државната лотарија и предложил вака дополнителната точка на дневен ред да се усвои, иако бил свесен дека одлуката не е во надлежност на владата како собрание на акционерското друштво. Стои во обвинението. Прво обвинет во случајот е поранешниот генерален директор на Државна лотарија Перперим Бајрами, кој е во бегство и за кој се уште има активна потерница. Обвинети се и поранешниот генерален секретар на влада Методија Димовски, потоа поранешниот председател и членови на надзорниот одбор Скендер Мехмети, Бојан Јанев, Фатмир Рамадановски, Александар Димитриовски и Башки Мавди. Сите се товарат за исто кривично дело – злоупотреба на службената положба и овластување. Според обвинението, во текот на 2023 и 2024 година, заеднички презеле действија со кои ги пречекориле границите на своите посебни овластувања и должности и со намера на Државна лотарија и нанеле штета од 8,2 милиони евра. Пред судот обвинението го застапуваат обвинителите Александар Коцев и Александар Давчевски од Скопското обвинителство. Винака и обвинетите ќе докажуваат со 231 материјален доказ и 7 сведоци. На денешното прво рочиште на обвинетите им беа доставени доказите и беше договорена динамиката на рочиштата. Со оглед на тоа дека се работи за обвинителен предлог и судење кое што се води по скратена постапка, судиката Билјана Шуплиновска Јовевски им даде 10 дена простор за обвинетите да ги видат материјалните докази. Следно рочиште за предметот Државна лотарија е закажано за 7 септември. Сега обвинетиот поранешен прв вице-премиер Артан Груби, кој во случајот го застапуваат двајца адвокати, Гоце Ристевски и Владимир Доневски, речиси 1 година беше во бегство. Во декември 2024 преку граничниот премин Блаце кон Косово пешија преминел границата, иако бил на стоп листа. На 23 февруари годинава, во утринските часови се појави на истиот граничен премин каде беше уапсен. Но по распитот, наместо во затворски притвор кој првично се бараше, обвинителството кое тогаш објасни дека е поради безбедносни причини, побара куќен притвор, мерка која определи кривичниот суд. Надлежните ја продолжуваат битката со западно-нилската треска, која што досега однесе 5 животи. 43 пациенти се на болничко лекување, од кои 3 се во критична коматозна состојба.
За да се спречи појавата на застоена вода, дел од општините наложија исклучување од функција на фонтаните и на јавните чешми. Сања Трајковска-Ставров. Додека помладите пациенти со западно-нилска треска се испишуваат од болница, нови 7 на сомнителни на вирусот се примаат на инфективна. Тројца се некритични и се борат за живот, потврдуваат здравствените власти. Најмладите 24 годишното момче и 25 годишната девојка веќе се пуштени на домашно лекување, вели министерот за здравство Сашо Кликовски, но поради тоа што бил засегнат мозокот, за дел од испишаните пациенти пак ќе треба медицинска помош, односно рехабилитација. Затоа дали најлошото помина или допрва доаѓа, Кликовски вели дека има добри знаци на стагнација на епидемиолошката крива, што може да значи дека мерките како што е прскањето од земја дале резултат. Последниот пациент од Драчево, да не ги уречам Драчевчани, беше на 9 август, земајќи во обзир дека вонредните прскања по индикации таму беа од земја направени на крајот на јули, а потоа беше дополнително направено прскање на водените површини, може би дава ефект. Земајќи во обзир дека до сега со прскање беа уфатени двете најкритични општини, тоа се Кисела вода и Гази Баба, каде што се половина од сите случаи. Ако видиме стагнација во двата епицентри на епидемијата, може ќе водиме кон стишување. Во меѓувреме, општина Кисела вода донесе одлука да исклучи 3 фонтани, од кои 2 во населбата и село Драчево, а и неколку јавни чешми, бидејќи поради високите температури и задржувањето на стоечка вода, овие места се оценети како потенцијални жаришта за размножување на комарците. И затварањето на фонтаните за пиење на вода не е лесна одлука која што ја донесовме, но исто така и една фонтана која што сме ја поправиле за многу кратко време, за жал, од не знам какви причини се уништуваат и имаме веќе потенцијално жариште да се создава. Затоа донесовме една одлука, додека е овој период на алармантна ситуација, да го спречиме сето тоа што можеме да го спречиме. Од општина Аеродром пак велат дека во координација со здравствените власти ја следат состојбата, но за сега не планираат исклучување на фонтани или јавни чешми за вода. Од Ѓорче пак велат дека освен на една локација каде што има проблем со дефект на хидрант на кој се работи, немаат застоени води. Во главно речиси сите општини што ги контактиравме кажаа дека ако е неопходно и ако е непопуларна мерка, ќе се спроведе. Здравствените власти за наредните денови најавија дека ќе објават интерактивна мапа за сите во реално време да добијат информација каде и какви мерки се превзимаат. Нов скок на цените на нафтените деривати. За прв пат по стартот на војната на Блискиот Исток, литар дизел скокна над 100 денари. И од полноќ литар ќе се точи по цена од 101,5 денари. Со последната одлука на регулаторната, освен зголемување од 3,5 денари кај дизелот, за 1,5 денар се зголемуваат и цените на бензините. 95-ка ќе се продава по цена од 93 денари, а 98-цата за 95 денари по литар. Во пресметката влегуваат и намалените акцизи, тоа за 2 денара кај бензините и за 4 денари кај дизелот. Транспортерите од регионот го губат трпението. Следниот понеделник македонските камионџи излегуваат на протест пред седиштето на делегацијата на ЕУ во Скопје. А идентични протести во своите земји ќе имаат и нивните колеги од уште 3 земји во пресрет на состанокот во Брисел, на кој што ќе се бараат решенија за проблемот со ограничувањето на престојот на професионалните возачи во Шенген зоната. Од Министерството за транспорт уверуваат дека прават се да помогнат преку склучување билатерални договори со земјите од Шенген. Сандра Спасовска.
Идниот понеделник македонските превозници излегуваат на двочасовен протест пред делегацијата на ЕУ во земјава. Бараат изнаоѓање на преодно решение за проблемот на професионалните возачи со престојот во Шенген зоната. Протестот, како што посочија од асоциацијата Макам Транс, се одржува ден пред состанокот на работната група во Брисел, на кој треба да се разговара токму по ова прашање. Пред канцелариите на ЕУ, според најавите, ќе има минимум 20 возила и голем број сопственици, возачи и други вработени, а двочасовни протести од 12 до 14 часот ќе се одржат и во Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора. Со сите превозници од регионот од Западен Балкан се договоривме да направиме еден символичен протест со цел да испратиме порака до надлежните органи во Европската Унија за изнайдување на преодно решение додека да се смени визната стратегија, бидејќи самите признаа дека возачите вршат дејност. Што ќе се случува и како ќе се случува понатаму зависи све од состанокот кој ќе се одржи во Брисел. Од Транспорт и денеска повторија дека како надлежна институција имаат целосно разбирање за македонските транспортери и се превземаат сите активности за изнаоѓање на решенија преку билатерални договори со земјите членки на Шенген зоната. Ресорниот министер Александар Николовски најави исклучување на нови договори, посочувајќи дека на тој начин земјава самостојно го решава проблемот. Во текот на септември е најавена средба на високо ниво со австриската влада. Во текот на октомври е најавена средба со словенечката влада, така што ние не застануваме и продолжуваме да работиме на билатерални договори со сите земји кои што се расположени. За таа работа гледаме генерално да ги покриеме рутите каде што македонските транспортери најчесто одат. Со Швајцарија веќе има договор, со Хрватска има договор, со Романија има договор, како што кажав, следни за разговори се Австрија и Словенија и исто така работиме со Германија. И додека властите преговараат со земјите членки поединечно, од асоциацијата Макам Транс велат, доколку на состанокот на 1 септември во Брисел не се донесе преодно решение, на 14 е можен нов протест, но на граничните премини. Темата пред премени избори и денеска ги бранува власта и опозицијата. Лидерот на СДСМ Филипче уверува дека тие се подготвени за избори уште утре, но како што посочуваат не сака да им бидат алиби на премиерот Мицкоски. Од ВМРО ДПМН пак возвраќаат дека Филипче бил единствениот што бега од избори, поради изборниот дебакал со кој што ќе се соочел. Јана Јосиповски има повеќе. Пофрлената ракавица од премиерот Христијан Мицкоски за предвремени парламентарни избори. Опозицијата без единствен став за ова прашање. Лидерот на СДСМ Венко Филипче останува на ставот дека партијата е подготвена за изборно соочување во секое време, но повтори дека тие нема да му бидат алиби на Мицкоски. За разлика од СДСМ, Левица и ДУИ изразија подготвеност да се оди на предвремени избори во најкус можен рок. Околу идејата за обединување на опозицијското делување што ја понуди Левица, Филипче ја отфрли ваквата можност доколку Левица, како што рече, не ги промени своите политики и јасно да се определи за НАТО, ЕУ и иднината на државата. Филипче упати критики и дека во пресрет на избори се засилува пропагандната машинерија на власта преку купување медиуми и како што посочи влез на српски медиумски структури во Македонија. За избори сме спремни кога и да бидат, ама нема да бидеме аливи. Нема да бидеме аливи. Христијан Мицкоски има 2/3 во собранието. Апсолутна власт. Може да распише избори кога сака. Зошто му е СДСМ сега? Гледаме дека и прокси партијата на Христијан Мицкоски, тоа е Левица, се согласува за избори и повикува на некакво обединување на опозицијата. Обединувањето може да биде само со и зад Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Левица е партија која што е проруска партија, која што имаше јасен транспарент дека НАТО се убици во собранието и доколку кажат и доколку ги сменат своите политики и се откажат од своите ментори и финансиери, мајка Русија и татко Христијан Мицкоски, и тие се добредојдени во фронтот за вистина и правда. Очигледно е дека Филипче нема допир со реалноста, одговорија од ВМРО ДПМН. Од владеачката партија реагираат дека тој и СДСМ се единствените кои бегаат од избори, бидејќи како што посочија се плашат од изборен пораз. Очигледно е дека Филипче нема допир со реалноста, а тоа е поради неговата дружба со абилицираниот криминалец Заев.
на неговата милионска јахта во Грција, кој му диктира што да кажува пред медиумите и му ја создава перцепцијата, а Филипче како негов следбеник истото го повторува. Во однос на изборите, единствен човек во државата кој не сака избори и бега од нив е Венко Филипче и талогот од СДС. Од месечината се гледа дека јасно му е и на него, и на талогот, каков дебакал ќе доживеат и како ќе бидат поразени од граѓаните. Премиерот Мицкоски пред неколку денови го повтори ставот дека предвремени парламентарни избори не треба да има, но ја остави отворена можноста за нивно одржување, доколку такво барање дојде од опозицијата. Иако според него граѓаните не сакаат избори, туку реформи и континуитет на процесите кои што ги води оваа влада. Сепак Мицкоски беше дециден дека нема да бега од изборно соочување. Од ВМРО ДПМН и денеска обвинуваат дека со непокренувањето обвинение за 19 модуларни болници, правдата, како што велат, не видела бел ден. Од партијата велат дека тогашниот министер за здравство Филипче самиот ги пишувал условите во тендерот. Така, благодарение на овие постапки на Абази, од СДС и самиот Венко Филипче велат дека се било во ред со модуларните. Филипче во процедурите одел дотаму да прави анекси за зголемување на цената на модуларните. Барал од надлежните само да се подпишуваат на документите кои им ги доставувал, а не ги оставал да работат според закон. Значи, Филипче, следејќи ги личните и партиските интереси, не се интересирал ниту што велеле експертите. А денес излегува во јавност и се фали дека правилно постапил обвинителот на социјалдемократите и ДУИ. Инспекцијските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство на граничниот премин Блаце спречија увоз од Република Косово на 2 пратки млеко со вкупна тежина од 27.520 килограми. Поради утврдено присуство на афлатоксин над максимално дозволените концентрации и дефинирани со позитивните законски прописи, извести АХВ. Небезбедните количини млеко, кои што биле откриени минатата недела, а биле наменети за пласман во Синџир маркети во земјава, под надзор на официјален ветеринар, нештетно се уништени на депонијата Дрисла. Мострите за лабораториско тестирање на двете небезбедни пратки земени се во рамките на мониторинг програма која што инспекцијските служби на граничен премин ја реализираат за пратки со храна од животинско потекло кои што се увезуваат во земјава. И покрај ветувањата, жителите на Дебреше на пеколни температури остануваат без вода. Околу 5000 жители речиси половина година се со секнати чешми. Неколкуте протести досега не дадоа резултат. Сега најавуваат блокада на патот Гостивар-Охрид. Дејан Трајковски. Речиси половина година полна со ветувања, но и натаму со секнати чешми. Жителите на гостиварското село Дебреше продолжуваат летните горештини да ги минуваат без капка вода во домовите. Конечно решавање на овој децениски проблем им беше ветено најдоцна до 15 јули, но велат состојбата не е мрдната од мртва точка и натаму надлежните само декларативно се залагаат, а во последниот период ги избегнуваат и нивните повици. Револтот велат кај жителите секојдневно расте, па по неколкуте протести, од кои еден помина потензично, најавуваат блокада на главниот пат Гостивар-Охрид. Новиот директор се јавив и ми кажуваше дека треба това, треба тоа, запознает сум. Ја му кажав, по ред, убаво што се запознаете. Меѓутоа, дали нешто имате преземено? Па треба рестрикција, па дај преземете. Ништо и од тоа. Повторно го барам, прво звонење звони и телефонот исклучува. Ве блокирал директорот? Така некако. Иако ништо не се превземе, че мора цело село да се организираме и да се блокират патишта за да добиеме вода. Ова више 5 месеци капка, значи воопшто капка не е падната од чешмите. Планираме да блокираме бунар Петрол, што е Гостивар после Патарина, тука да се затвори и из Дујска раскрсен. Значи тој пат да биде онеспособен тотално, целосно. Тоа е главниот пат на Охрид. Да. Во Гостивар за време на епидемијата се носеа полни цистерни со вода, а во Дебреше не е однесена ниту една капка, половина година, вели Исаиловски, кој секојдневно со возилото оди во соседните села да наполни вода за семејството. Се жали, едноставно веќе е и физички исцрпен. Колата е искрши,
по 200 литра вода ставам во кола. Значи тоа секој ден. Пази, треба да се полнат тие туби, да ги растовариш таму, да ги товариш кола. Кога ќе доеш в село, да ги растовариш, да ги однесеш и раце, и коли, и нозе, све, значи боли. Дека во првите 2 недели од јули проблемот ќе биде трајно решен, градоначалникот на Гостивар Лимани тогаш уверуваше и во изјава за Канал 5. На минатиот протест, жителите на Дебреше пред општината символично донесоа кофи да им бидат наполнети, а дојде и до Турканица, при што беше искршено стакло од зградата на општината. Топлото време ќе продолжи, но метеоролозите најавуваат дека попладнево наместа ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Слично време се очекува и во Скопје. Попладне наместа ќе биде нестабилно со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме. Во Скопје попладне во делови од котлината ќе има услови за краткотраен порен дожд и појава на грмежи. Ќе дува умерен ветер од северен правец. Максималната температура за Скопје за денес до 37 степен. Утре во предпладневните часови времето ќе биде сончево и топло, а попладне и во вечерните часови наместа ќе биде нестабилно. Од задутре до крајот на работната седмица ќе се задржи сончево и топло време со појава на умерена облачност во текот на денот. Температурите се очекуваат да останат во интервали како и денешниве. Преминуваме на друга тема. Со давање почит кон загинатите и едноминутен молк во собранието содржа сесија на интерпартиската парламентарна група за поддршка на Кримската платформа, посветена на одбележувањето на 35-та годишнина од независноста на Украина. Одбележувањето мина во сенка на отсуството на пратениците албанци. На сесијата не присуствуваше ниту еден од 10-тината пратеници албанци, членови на интерпартиската парламентарна група за поддршка на Кримската платформа. Ниту председателот на собранието и председател на интерпартиската парламентарна група Африм Гаши. А наместо него во ведно обраќање имаше подпредседателот на собранието Антонио Милошовски. Не е познато дали се работи за организиран бојкот и дали тоа се должи на изјавата на украинскиот председател Зеленски, кој неодамна изјави дека Украина го почитува меѓународното право и територијалниот интегритет на Србија. 1643 дена целосна руска вооружена агресија. Украина ја брани својата независност. Украинци веруваат дека ќе можат да постигнат мир на целата своја земја, бидејќи имаат карактер. Украина е способна за тоа. Имаме сила и дух за отпор. Но исто така ни е потребна помош. Потребни ни се ракети за системите Патриот, бидејќи РФ речиси секојдневно изведува комбинирани напади со голем број балистички и крстосувачки ракети и дронови. Секој демократски народ во светот, особено во Европа, треба да даде својата поддршка на Украина и со тоа да покаже дека споделуваме заеднички вредности и со самото тоа дека припаѓаме во едно заедничко семејство. Се надеваме дека и Европската Унија ќе ги согледа овие геополитички перспективи. Кога една држава ќе биде нападната, првото прашање што треба да си го поставиме не е дали сме доволно блиску до неа, туку дали сме подготвени да застанеме за принципите врз кои се темели меѓународниот поредок. За Македонија одговорот на ова прашање е многу јасен. Сања Лукаревска во продолжение гостува во Вести Плюс. Ивана Становска за кратко е со вас. Пријатна вечер.